Абе не, она. Ај са ти полека, буква по буква, се да ми објасниш. Ја да си запишам. Не, она. Шо? Полека, сега ќе ти објаснам ко на полицаец. Ти крив што си глуп. Проектот се вика што курбараш овде во темница, они фотокопираат на друго место најблиско. Пратев неколку дена ова трагедијава што се случи у Тафталиџе, мајкава што скокна со детево доли. Пратам, нели, читам ова, нели. Сега појавнеам да кажам некој свој став уврска со таа работа. Значи, прво и основно многу е без врска да политизираш секој еден несреќен настан што ќе се случи. Значи, одма тука имаш хиени кои што одма гледаат тоа да го политизираат, го поврзуваат со власта, со партии, со ова, со она, со вамо, со таму. И обично викаат системот откажа, нели? Или системот овако не реагира како што треба. Оние сите закони што ги слушате обично Америка според името на одредена жртва во одреден злостор, откако системот закажал, после тоа се прават измени на закон кај што се става нов закон за да се спречи она што се случило да таа жртва остане незаштитена и го загуби животот, и обично тие закони ги даваат имињата на жртвите од кои што биле, како да кажам, поттик да се смени законот, да се донесе нов закон. Па имате појма, немам, Сарин закон, Маин закон, тоа Амбер Алерт, исто за брзо алармирање на јавноста ако некој киднапира некое дете и така натаму, е дадено нели по име на дете кое што е киднапирано и трагично заврши нејзиното пронаѓање и така натаму. Секаде во светот, дали е тоа нашиот регион, дали е Европска унија, дали е Соединетите Американски држави. Значи, ваквите дела злосторнички тешки се за превенција. А од друга страна, законот у многу земји, знаеш, не дава на полицијата, појма неам, простор, место, они може ќе го приведат насилникот. Ама после тоа, по некоја логика, затоа што едноставно тој после му доаѓа адвокат. И адвокатот наоѓа тие све што има таму дупки у закон и обично, нели, ке издейства ослободување или самата жртва понесена од стравот што го има кон оној кој што ја напаствува, кој што ја злоставува, сама го повлекува обвинението и така. И тука више, знаеш, законот нема што да му прави на тој насилник. И затоа често пати системот викаат системот закочи. Па после тоа кога ќе се деси трагедијата е системот. Таквите убиства од поттикнати или самоубиства поттикнати од некое семено насилство или овона, значи навистина се едни од најчестите во светот. Причината за тие фемициди особено најчесто е појмане. Ајде, кажи ја љубомората и така натаму и така натаму. Многу помалку процент е застапено на финансиската корист, пример. Ќе убијам жена ми за да не ми земе пари од разводот. Или ќе убијам жена ми за да го земам незините пари. Или, знаете, мотиви има различни кај злосторниците. Но, генерално е љубомората, она, со ништо предизвикана љубомора. Ова поднебје, овој регион, значи тука мислам на Македонија и соседните земји, од секогаш, како да ви кажам, фемицидот бил, не ме сваќате погрешно, но, како да ви кажам, као дел од културата на живење. Фемицидот и семејното насилство. Не ме сваќате погрешно, значи. Ништо не сакам да оправдам ни најмала рука, но ова што сакам да го кажам. Поентата ми е, тешко можеш да ги превенираш тие насилства, баш поради ваквите работи. Например, на еден мој колега, многу постар од една стара гарда, му се деси таква трагедија 2012 година, мислам неговата керка, која беше една преубава девојка, беше убиена од незиниот дечко,
кај кисела вода тамо кај тоа школото. Он ја уби неа, ја уби љубавницата негова и се уби себе. После тоа фамилијава на цурава, значи колегава и синот и со кој што имавме муабет, се дружевме, он беше театарски продуцент, доживеа тешка трагедија. У наредни години едноставно исчезна целата фамилија од болести, од ова. После таа трагедија што им се деси, што им се случи. Вакви исто така убиства со самоубиство во Македонија од осамостојувањето до денес имаше десетици. Да не ме подсетувам за. Не е дека полицијава не е свесна дека е појманем, дека прв пат се соочува со таков тип на насилство и така натаму и така натаму. Но проблем се овие работи. Значи, понекогаш на нив им се врзани рацете. Има многу случаи, да кажеме, по светов и у регионот, например, уапсен насилникот. Одредена мерка забрана за приоѓање до не знам колку метри до жртвата, од судот одредена забрана. Со првото излегување од затвор вечерта прави убиство ја убива неговата жртва. После изрекувањето забрана после неколку сата или после 2 дена или после 5 дена, у првите денови е тоа. И шо ако му изрекле забрана за приближување, а не може да го држат у затвор. Имало случаи кога биле заради насилство на иста жртва, обид за убиство, да е осуден. Многу такви случаи. Осуден е насилникот на 4 или 5 години. Излегува од затвор и после неколку дена ја убива жртвата која што му куртулила предходниот пат. Девојка или сопруга или што е да. Имате и случаи многу, многу, тие се далеко поретки, кај што имате обратно злоставување. И тука имало, например, такви грешки, се случувале по западниве земји, такви случаи има, кај што едноставно полицијата и суда да го саде, не можела да поверува дека е обратно насилството, дека фактички жената го тероризира мажот. Што не ли за неверување? Го тероризира не само психички, него и физички. Имаше, например, таков случај во Англија, кај што дури откако го најдоа сопругов на таа, откако го најдоа убиен дома, убиен пред неговите деца, кои што беа многу мали, јако порано имало пријави за таа, жена му која што го злоставува, никогаш не е постапено кон неа, онака. Баш преди тоа што им било тешко да соберат докази дека е обратна работата. И дури после неговото убиство на тој сопругот, успеа да дојдат до одредени снимки од нивниот дом, кај што она ги скрила во некој појманеам магазин, појманеам каде, кај што убаво се видело дека он бил жртва на долгогодишно психичко и физичко насилство од неговата сопруга. Имате и ситуации. Во една прилика многу оддамна беше тоа, имаше таква ситуација. Една цура, не е битно се што како. Значи ја такви мудрици у живот немам видено. И деме као бившиот. Што ме тепаше, шо. А викам, човече, пријави го. Зашто не го пријавиш? Не, веќе види, тука ја преку други. Пријави го. И мене чудно една прилика, некој, не е битно кој што се занимава со таа проблематика у полиција, бе викам, вака и вака, овај случај ти е познат тебе, што е тоа проблематика на особа у полиција. Баш тоа семејно насилство. Викам, тебе овој случај, викам, кој е тој, овој. Бе вика, двајцата се тепаат и после тоа се клецаат, тоа ги пали. Значи, имате милион, значи случаи, некојаш, како да ти кажам, самава полиција е збунета едноставно. Значи, не знае како да реагира. Едноставно, самите партнери се садомазо, ова се па ептен па ретки случаи. Но сакам да ви кажам, со какви све примери се соочуваат. И затоа може понекојаш полицијата реагира демек, полека, чекај, застани, чекај, полека да видам. Знаеш,
Ние, можеби, нашава полиција нема искуства толку многу со серијски убици, со киднапирања, такви, рендом киднапирање. Па може тука малце знаеш, ќе кажеш неискусно. Ама со вакви случаи доаѓала многу пати во допир. И вистина, можеби е крајно време некој да седнат експерти од оваа област, и социолози, и експерти, и од полиција, и од сегде, и навистина да направат еден закон со кој што, додека се во токсична врска, ако више не можат, немаат основи, докази да го решат насилников у затвор, онда да најдат други начини како, додека трае оваа токсичен однос помеѓу двајцата, пошто не може да утврдат што е причинава на токсичниот однос и кој зашто е, како е вклучен у тоа и кој зашто не може да излезе, барем децава или детето да се одземаат како што тоа се прави у некои земји веќе. Одземи му го, па може би мајката јако живее, ако е таа жртва на насилство, јако живее во страф за својот живот, па заради тоа не може да се отргне во партнерот, може би одземањето на детето ќе биде таков тригер кај што ќе се охрабри да излезе, што се вика да се аутира и да кажеш све што се случувало. И нормално, тогаш треба да има полиција кој што тие докази ќе ги провери, ќе ги собере, и суд кој што ваквите насилници драконски ќе ги казни онолку години колку што смета дека му треба за овој да се олади, или да ти кажам, тоа зависи од психопатологијата, кај типот ви кажав, имаше примери кај што после излегување од затвор осудени на 4-5 години истата жртва е таргетирали и тогаш ја завршиле работата, она што им било намера, порано што не успеале да го направат. И можеби добро, стварно, да се направат специализирани институции токму за вакви случаи, кај што ќе бидат заштитени не само жени кои што немаат деца, туку и особено жени со деца кои што се жртви на вакви насилници. Сега, она што нема оправдување, тука мислам, како да ви кажам, тука судот игра главна улога, што типов имал пријави за криминални дејства што ги правил. Кривични имал. Тој човек не смел да биде на улица. Тука е моментот кај што системот закочил. Не ја исполнил обврската. Како што имало и порано такви случаи кај нас. Кај што луѓе со пријава, со кривични дела не биле процесуирани или судскиот процес бил бескрајно одолжуван, во меѓувреме прави многу потешко кривично дело кај што си го уништува и сопствениот живот. Затоа што не било процесуирано. Пример, оној малиот дечко со кола што ја згази девојка на Партизанска. Да бил процесуиран на време. Он ке си лежал за тоа, за поимањам за билање или за не знам што, ке бил осуден на година и пол, ке било зато немало да си го уништи животот, немаше можеле да се случи трагедијата која што се случи кога влезе во кола пијани и ја усмрти таа девојката таа. Ова само како пример го дадов дека системот, ако веќе има пријави за некој, за насилство, за девијантно однесување, за криминални престапи, нема што тука да се чека, тука треба да се обрзаат работите. Која Америка што идеш са бајлето бре на суд, одма тука баб, вамо, тамо, те осудуваат за ова, идеш у затвор. Ако го признеш делото, одма, ни судени го, идеш у затвор, бе. Така да тука треба малце да се изврзираме и малце, како да ви кажам, да бидеме, како да кажам, поадаптирани, пофлексибилни. Не можеш ти ако некој врши тортура дома врз деца, врз жена, или ако има толку комши кои што биле сведоци, кои што онја тепал мајката у јавност пред детето, па можете да замислите што и правил кога биле дома затворени. А ако у јавност ја тепал пред детето. Ами на прва пријава имаш 2 сведока кои што го виделе тоа, минимум 2 сведока.
Нема што тука да се чека, го лисици му ставаш и го носиш у затвор и чекаш судење у затвор, у притвор по право. И поради тоа што прави насилство врз пред собствените деца, на жената, а може би врз децата, и плюс што врши насилство на членови од својата најблиска фамилија во јавност, пред очи на поширок свет и други деца кои што се тука у околина што си играат, тогаш казната му ја мажа, баба, да не излезе у наредни 7-8 години од затвор, па нека се лади таму, нека размисли шо правил, како правил. Така да, а дека нешто ќе се сузбие со не знам каков закон, дека одредени, нели, дека криминалот може да се сузбие, да станеме поимане едно стаклено звоно, стерилно, ослободено од девијантни појави, деликвенти и криминалци, тоа знаете сите, дека тоа не остварливо. Криминалот, како и проституцијата, како и желбата за доминација, за преземање на моќ, за владење, самиот нагон за превласт, за борба, за уништување на послабиот, самиот агон, што викале грците. Нагон за борба е нешто што иманентно на човековиот ментален склоп, на човековата психа, од неговото појавување од почетоците од камено време практично. Од камено време. Така што фемицид имало и кима, проблем е како тоа да се намали, како да се делува образовно прво и превентивно, мада видете, за такви насилници, кампањи и рекламни не помагаат. За жртвите на такви насилници, исто не верувам, може би малце помагаат такви, оти видете, вие кога станувате плен на таков насилник, кога вие сте роб на тоа озрачување, стравот кај вас е толку голем, да просто тие жртви ги кочи, тие не може да се поместат. Тие се како да ви кажам, се малце може грда споредбата, добра, е помалце грда споредбата, ќе кажам, као зајат пред фарови на кола кој ќе излезе, се укочува. И тоа е проблемот. Но затоа тука треба да помогне и околината, и овие сите институции, да таа особа, ако не може, ако нема сила сама себе да се спаси, ради ова што ви го кажу, тогаш самата околина институциите да делуваат, да ја оттргнат, ако треба на сила, од тој токсичен однос, од тој насилник. А пред се, благовремено, по пријави, по следење на оваа ситуацијата, ако више не може да тргнат од таа токсична врска така брзо, ако не иде тоа или немаат докази како да го тргнат насилникот, барем децата на таквиот пар да бидат на време евакуирани од таквите семејства и згрижени таму кај што се смета дека најдобро ќе им биде најдобро додека не го решат проблемот со семејното насилство во таа фамилија, рецим некоја. И сега некој исто така збори какво е тоа сега каква е таа состојба свест ти да си го земеш детето, да се одлучиш да направиш онака фемилицид го викаат тоа во Америка, да си го земеш детето или децата и да скокнеш со нив од 10 спрат. Вакви примери, као нашиов, имаше многу и во регионот и многу пошироко, изминативе 20 години. Многу примери имаше. Вака и сега, знаеш, тука некој што е тоа, што е. Значи, тука више е неблагодарно да влегуваш да правиш анализа што е тоа што кликнало кај неа да го направи тоа, зошто самата не скокнала барем детево да го се. Значи, тука имаш многу зошто, многу мотиви зошто го направила тоа. Дали е тоа симна себичност, дали е тоа
чин тотално непромислен, мотивиран од некој психички прелом, некој психички струен удар, појма немам, самиот страв, некоја тотално сулуда погрешна процена дека ако она рипне госта и детето во рацете и понатамо на тој насилник, дека нејзиниот живот ќе стане ист таков пекол, пошто се работи за мало дете, девојче. И сега тука имате милион, значи, тука е тотално неблагодарно да се суди што како било у незината глава и така натаму. Дали е тоа себечен чин или е напрен под огромен психички притисок, ова што ви го кажав сега, и страф и така натаму и така натаму. Значи, таа се семејни трагедии кои што веројатно вистината за оваа нема никогаш да се утврди, зошто мајкава со детево скокнала, освен ако не оставила она опроштајна порака, па да пише у неа зошто го направила тој чин, нема никогаш да се дозна. Но секако јас сум за тоа државата да направи се, да ги смени одредени закони што не функционираат или ако се покажуваат несоодветни за нашата реалност, премногу попустливи, да направи се, ви реков, тоа треба да седнат експерти, и социолози, и психолози, и правници, и од полиција, експерти за таков тип на криминално насилство, и да видат што може да направат такви закони, за не дај Боже, во други ситуации, во други семејства, барем на време да се обидат да ја спасат или да ги спасат жртвите на таквите насилници. И се отвара последното прашање: што се случува у стотици други фамилии во Македонија кај што го има тоа, а кај што никогаш, кај што никој нема да дознае се до моментот ако не се деси некоја ваква или слична трагедија. Имате вие села стотици у Македонија кај што ова се случува, како да ви кажам, малтене у секоја втора куќа. Кој ќе дознае за тоа? Кој оди у тоа некоја село тамо негде? Кој ќе дознае? Поготово ако се работи за виден член на општината, на селото, за кој што сите знаат дека е насилник. Ама сите му, знаете колку има такви по село? Али кој што сите чутат, никој не смее да зуцне затоа што не и моќен, и познава и луѓе или им помага у селово. Појма немам ако е во општината главен или градоначалник, појма немам како сега. Така да е многу тешко во такви ситуации полицијата, затоа што тогаш веднаш се дознава кој кажал. И сериозно тој што го подкажал насилникот или јавил за насилството што се случува во одредено семејство, значи стварно тогаш е изложен на опасност. Поготово ако во општинската полиција, тука што е у близина, најблиската, ако овој моќник или некој друг се познава со сите таму. Тоа е извонредно тешко. Имаше уште еднаш, ќе ви кажам, еден случај во Русија, крајот на 90-тите години. Размазени синови. Во едно помало место, размазен син и другар му, исто така од богата фамилија, 90-ти години, средина на 90-ти, која беше најголемата калакурница у Русија, која тајкуниве појавува криминалот и така натаму. Размазен син на началник на полиција, главен таа полициска станица, во едно помало градче беше, со негов другар исто така, размазен од богато овакво семејство, насилници, затоа што никој не ги санкционирал, биле оставени од мали нозе, им било дадено све, им било ностоп прогледувано низ прсти, пошто татко голем моќник полициски. Во една ситуација, на една домашна забава, доаѓаат роден ден, една цура тамо, 14 годишна, вук, демек едниот и вика, ајде да ти спратам до дома да не идеш пешки, пошто тоа е веќе опасно време, некои овие канделабри не светат, не функционира, до дома да ти спратам.
оваа му вика важи, пошто го знае, му верува, тргаат да си одат, овој другиов на синов на овој полицискиов Буџован ги чека надвор, демек и онај ќе се придружа и кога доаѓаат во еден темен дел од улицата, кај што немало осветлување некои 200 метра, буквална темница, ја бутаат тука на страна негде, ја силуваат брутално и оставаат живо. Истата ноќ она едва се довлечкува дома, татко работи тоаш веќе во пензија, иако нели постар, на стари години ја добива, керкава, работи во локалната фабрика, не знам колку, 30 и кусур години, позната фабрика, таа се заборев за шо беше у Советскиот сојуз, гигант, за нешто беше, појма немам, за шо беше. И доаѓа нормално крвава и степана цела, му кажува на таткото што се случило, кои се тие, и замислете, татково го зима телефонот да пријави во полиција, се јавува, некој тамо дежурен што бил, му се јавува на телефон, да, вика, да, кажете што податоци вамо тамо, и овој кажува податоци по телефон, кои биле напаѓачите, која му го спомнува името на овој веднаш тој што бил дежурниот, вика, добро, фала ви многу, ќе се видиме, чао, чао, ќе се разгледа случајот, и буквално му затвора слушалка. Тоа бил последен пат кога таткото се јавува во полициска станица. Следната епизода е, таткото во станот кај што живееле, мајката е умрена 10-12 години претходно, така да он сам ја гледал неговата единствена ќерка, единствено дете. У еден зид, што бил со рупа, со овој гипс картон зазидан, го крши, ја вади пушката од тамо, оди во зградата кај што живее началникот и овој синов размазен, го чека на скали, доаѓа, го екзекутира тука ладнокрвно, оди кај другиот, исто зграда го чека у влез на скалите и него го екзекутира. Преземање на правдата од своја рација, но тој знаел дека никогаш напаѓачите на неговата ќерка нема да бидат процесуирани. И знаел дека неговата ќерка после тој напад е више уништено човечко суштество кое што утре може да заврши на посттравматски стрес, самоубиство или у најдобар случај да стане она алкохоличарка, наркоман и така. Тоа е уништена психа. И за да не доаѓа до вакви ситуации, мора да имаме строги закони за ваквите насилници и тука стварно правдата да биде слепа ако дојде момент да се реагира. Како би ги отстраниле на што подолго време од нормалниот свет и јавниот живот. Ето, тоа сакам да ви кажам. Се гледаме.